Во Прилепскиот завод и музеј започна одбележувањето на Европските денови на културното наследство, каде оваа година во 48 држави ќе се одржат околу 50.000 настани на тема патишта, мрежи и врски. Прилепските музеи во периодот кој што следува ќе бидат отворени за посетителите, особено за учениците. И секако целта на сето ова е едукативниот карактер на настанот. Да знаете со какво наследство ние располагаме. Располагаме од преисторија па се до најновиот век со современата уметност. Тоа е целата идеја на европското наследство култура. Одзивот е премногу голем, не можеме ни да ги навасаме сите пријавени кои што сакаат да учествуваат на сите работилници кои што се случуваат во Националното станово завод и музеј Прилеп. Според историчарот и кусто советник во Меморијалниот музеј 11 октомври, Рубин Белчевски, нашите ученици за жал не се доволно запознати со нашата историја и треба да има повеќе вакви настани. Учениците мислам дека не доволно се запознати со нашата историја. Мислам дека повеќе, можеби и преку вакви едукативни работилници, преку изложби, преку фотомонографии, преку кратки информации, можеби повеќе. Тоа е и целта на она што го создадовме како институција, како автор на фотомонографијата и автор на оваа изложба. Преку кратки информации, учениците да дознаат многу за големиот Ченто, за визионерот. Имаме посета и вклучени се дел од екскурзиите, односно овие објекти во екскурзиите, меѓутоа секогаш мислам дека може повеќе или многу повеќе во однос на она што реално се случува и ги повикувам тука образовните институции, односно Министерството за образование да посочува повеќе да бидат вклучени учениците во тие екскурзии, ваквите објекти кои што едукативно ќе делуваат на младата популација. Професорот пак по историја Филип Стевановски од Средното општинско училиште Орде Чопела вели дека освен теоретскиот дел, историјата треба да се изучува и практично на терен. Нештата треба само да се подобруваат, а ќе се подобруваат со се почести екскурзии, односно за сите позаинтересирани ученици што ги имаме, треба малку и попрактично нештото да го видат што се тоа археолошки локалитети, не се учат само на хартија, туку малку во пракса треба кога имаме во летниот период археолошки скопини, треба да го видат нештото, можеби така и ќе разгориш повеќе љубов така и учениците со тоа. Прилепскиот завод и музеј годинава во одбележувањето на Европските денови на културното наследство е вклучен со 10 настани.